I dodeka štafetata na mladosta na ljubavio od proleten glas na sekade svečano prečekuvani ispratjan se dviži pod sretnite pateki kon Belgrad i ljatnici mladi srca so netrpenijeg očekuvate 25. maj, koga nivnite iskreni čestitki ke se slejatvo pozdravnite zvorovi na mladinec od Čede Georgijevski upateni do drugaro Tito. Za mladite istanuva zbor ova emisija. Vonea mladite govorat za sebe, zanimno to učestvo v obštestveno-politički od stopanski od i kulturni od životna našata socijalistička zajednica. Za obštestveno to angažiranje na sojizotna socijalistička ta mladina vo sistemotna samoupravnata demokratija, to jest vo delegatski od sistem, vo koji mladite luge treba da prezemat ravnopravna odgovornost vo donesuvanje to na sito odluki. Съвкупниот обштествено-економски развој на социјалистичкото самоуправно општество се одликува со широка активност на сите организирани социјалистички сили на чело со Сојузот на комунистите. Особено значајно место во таа активност има Сојузот на социјалистичката младина како единствена општествено-политичка организација на младата генерација и како Демократски фронт на социјалистички ориентираните младенци. Особено значајно беше да Сојузот на социјалистичката младина како субјективен фактор на нашата револуција покажа големи ангажирања во одесување на нашиот општествено-политички систем и секаде онаму каде што младите живеат и делуваат, односно во организациите на здружен труд, во месните заедници, во самоуправните интересни заедници, во средните школи, вишите и високошколските институции. Пред се би сакала кажам дека Сојузот на социјалистичката младина се ангажираше во еден период кога како општествено-политичка организација се јавува како субјективен фактор, како организирана социјалистичка сила во действувањето на делегатскиот систем. Значени резултати се постигнати во действувањето на делегатскиот систем со опфаќање на голем број млади луѓе како членови на делегациите во соборите на општествено-политичките заедници. Меѓутоа, за да непосредно младите се вклучат во действувањето на делегатскиот систем, многу важно е да постојат општествени услови за нивно вклучување. Може слободно да се констатира дека она што представува степен на развојот на демократија во нашето општество, како и достигнатиот степен на општествено-економската развиеност, не доведува до констатација дека се постигнати адекватни општествени услови за вклучување на младата генерација во функционирањето на делегатскиот систем. Една од најважните улоги на Сојузот на социјалистичката младина во действување на делегатскиот систем е секако субјективно оспособување на младите, да тие се вклучат, да го разбират делегатскиот систем, односно да ги знаат сите оние можности кои што ги пружа самиот делегатски систем. Затоа не случајно разните форми на идејно политичко и марксистичко образование, почнувајќи од разните акции за што ги спроведуваше, например, Универзитетот Хочо Рацин и другите форми на идејно политичко и марксистичко образование, се со цел да младите бидат фактички оспособени да се вклучат во делегатскиот систем и да го разберат, да ги сватат сите оние форми на непосредно вклучување. Улогата на Сојузот на социјалистичката младина насело зазема една од видните улоги во нашиот социјалистички систем, како за решавање на проблемите во самото село, исто така и за оспособување на младите во марксистичкото воспитување. Исто така и за водењето на културно-забавниот и спортскиот живот. Како прво, како пример личен и искуство да нагласам, марксистичкото образование кај нас е прилично застапено. Завршија неколку курсеви на кои што зедоа учество околу 70-80 младинци кои што се оспособија. Исто така
беа одржани и курсевите по народна одбрана на кои што младите и младинките беа оспособени за одбрана на нашата земја во такви случаеви. Исто така, нашите млади луѓе на село имаат видна улога во изградувањето на нашите села, спроведувањето на водоводи, изградбата на патишта и сите други, мислам, проблеми кои што се наметнуваат во нашите села. Како се вклучени младите во самоуправувањето во средните училишта? Па мислам дека средношколското самоуправување бележи виден напредок. Затоа што ако споредиме со она како било порано и како е денес, можеме со гордост да кажеме дека се остварени крупни чекори во самоуправувањето, меѓутоа тоа не сме да значи дека тоа е се што можеме да сториме. Самоуправувањето е значен процес во воспитувањето и во образованието на еден млад човек, затоа што тоа го оспособува утре да биде свесен градител на оваа заедница, да биде свесен самоуправувач, а покрај тоа му ги овозможува и неговите легитимни права и самиот да решава за она што се случува во училиштето. Меѓутоа, јас уште еднаш би рекол дека самоуправувањето многу значи и дека треба да се бориме за да го имаме уште повеќе во нашите средини. Што се однесува до ангажирањето на младите во општествено-економскиот живот, би сакал да истакнам дека е многу значајна улога на младата генерација и на Сојузот на социјалистичката младина во дејствувањето во организациите на здружен труд. Пред се акцијата на Сојузот на социјалистичката младина во организациите на здружен труд е ориентирана кон зголемување на продуктивноста на трудот. Не случајно се превземени разните акции од натпреварувачки карактер и не случајно тие беа така широко прифатени од сите млади луѓе во организациите на здружен труд. Меѓутоа, во процесот на откривање на оние тесни грла и елементи кои што доведуваат до зголемување, односно намалување на продуктивноста на трудот, Сојузот на социјалистичката младина е непосредно потребно да соработува со другите општествено-политички организации. Особено тоа може да најдобро да се види преку доследното ангажирање за доследно спроведување на општествениот договор за политиката на вработувањето, како и за законот за приправниците. Исто така голема улогата на младите во работните организации на здружен труд околу реализација на законот на здружен труд. Секако во таа акција Сојузот на социјалистичката младина се поврзува и со другите општествено-политички организации. Во наша фабрика јас мислам дека основна задача, цел е да биде поголема продуктивноста. Што младите преземаат за да се зголеми продуктивноста? Па младите се доста заинтересирани за тоа како иде нашето производство. Ние имаме доста интересирање према тоа. Доста се интересираме со тоа како ќе биде, дали ќе биде добро производство, дали ќе биде лошо, сето тоа ние имаме еден вид состаноци да одржуваме, дали Како да поголема продуктивност и подобар квалитет? Да. Меѓутоа, ние како младенска организација се интересираме, не само ние, него се интересира целиот наш колектив. Сите сме заинтересирани за тоа. Плюс дали е добро производството, дали се продава и си тоа се интересираме. Јас како една младинка во овој работен колектив би сакала исто да се одива све добро, а исто така сакат и моите другарки. Што се со мене? Да се оди напред. Да. Видете, нашето работно место е едно од одговорните во Хемтекс, така што од овде потекне целиот процес па све до сечките кај што се балира. Овде е една контролна соба кај што се гледа целиот процес. Мислам, од овде се командува на сите служби за одржавање, кај што треба да се отклони нешто, се поправи, така да преку овие регистри ние го водиме целиот процес. Вие сте повеќе млади овде, одговорноста останува на вас, не? Да, веćinom млади, како што е фабриката млада по стаж, така и сите сме овде млади, така да ИПИК има една голема одговорност, само ние таа одговорност мислиме свесно обавуваме. Нашата работна организација е претежно млад колектив. Во неја се вработени претежно млади работници со просечна возраст од околу 23 години. Доверена ни една мощна важна технологија,
сите сме организирани во една младинска работна организација која што мислам ги совпаѓа сите членови во нашиот колектив. Преку неа формираме низа, мислам се сме вклучени во низа активности, како што формираме работни акции за уредување и чистење на нашиот двор. Потоа исто така беше организирана акција во собирање на стари предмети, кои што требаше да се остават во нашата работна организација, како помош на бедните луѓе. Потоа исто така сега се организира формирање на испраќање на членови на група на Тиентиште, каде што треба да се одржи марш. Потоа, иако сме млади, беше формиран актив на жените, чиј што председател беше инженер-технологот Николина Михајловска. Тој актив беше формиран на 8 март. Имаше за цел да, мислам, ги опфати проблемите на младата вработена жена. Потоа исто така се организираат и низа турнири во мал фудбал. Со тоа, мислам, се опфаќа поврзаноста меѓу нашите смени, а исто така ќе формираме и низа активи за вклучување во Сојузот на комунистите. Каква е иднината на ваша младинска организација? Што ќе преземете понатаму? Видете, како секој млад човек, така и кај нас се осеќа на живост и тенденција за поголем напредок, како во полето на политиката, пошто секој млад човек тежи да се докаже, да биде примен во партијава, а тоа е едно признање големо. Мислам, не се предаваме. А на работното место? Диде понагоре. А на работното место секако продуктивноста? Работното место се знае. Продуктивноста, процесот и така, бидејќи тоа е факторот за живот. Која е основната функција на младите во Здружениот труд? Па, бидејќи претежно сме сега повеќето млади вработени во работните организации, а и се верува во нас повеќе стручно способени и повеќето од работите остануваат на нас. Мислиме дека и ги исполнуваме тие задачи и со се труд го вложуваме во тие задачи и ги организираме работите така што и произлегуваат подобри резултати од колку што излегувале порано и поголема продуктивност има во работата. И мислам дека и понатаму ќе бидеме добри и ќе постигнеме подобри резултати, а тоа и ни го возможува нашето општество, бидејќи имаме каде да се усовршуваме и не усовршуваат на нашите универзитети и тоа ние го докажуваме во предпријатијата, а го покажуваат и резултатите на разни такмичења, каде што се покажуваат резултатите од нашата работа. Младите се повеќе се усовршуваат во последно време, нив треба да им се верува. Што мислите идниве генерации што доаѓаат, какви ќе бидат тие млади луѓе? Па мислам дека идните генерации треба да бидат подобри и од нас. Ние го покажуваме нашето, а тие треба и повеќе од нас да покажат. А како се младите вклучени во овие слободни активности во Здружениот труд? Па, како што рече колешката, ова нашата организација е релативно млада, така што и со другите активности релативно скоро сме почнале затоа. Во нејзе се формирани, мислам, не се застапени сите активности, но меѓутоа се во доволен број затоа што немавме можности до сега. Мислам тоа се формира од ден на ден се повеќе и повеќе, така што формирани се, мислам, секциите за фудбал, онда во рамките на работничките спортски игри сега мислиме да спортуваме во сите дисциплини, потоа фолклорот, онда поединечно, мислам, се активираат и млади поети, литерати, фолклорци и така натака. Мислам дека тоа ден на ден се поуспешно и дека мислам дека ќе успееме. Една од значајните ангажирања на Сојузот на социјалистичката младина е токму во сферата на културата и културното творештво. Во изминатиот период ЕДСК, Сојузот на социјалистичката младина, едно од најзначајните прашања кое што го поставуваше, секако е прашањето на поврзување на културата и културното творештво со непосредниот труд, односно со самите производители, кои што знаеме ги финансираат самоуправните интересни заедници, преку кои се финансираат
давателите на услугите. Токму слободната размjena трудот е она изнајдена форма преку која доаѓа до оној непосреден контакт на културата и на уметноста со трудот. Меѓутоа, Сојузот на социјалистичката младина покрај ангажирањето околу непосредното контактирање на работените со културните творења, секако огромни се ангажирањата и околу оние негативности кои што постојат, оној патерналистички однос, например, кон младите творци. Секако Сојузна социјалистичка младина денеска, како општествено политичка организација, не може да се ангажира во сферата на културата и културното творештво како самостален субјект, туку само преку друштвата, преку општествените организации и издружења кои што работат во сферата на културата и културното творештво. Од какво значење е присуството на младите на сцената? Присуството на младите на сценските простори во градот и Републиката последните години е се поевидентно, така да тоа доживува своевидна експанзија. Првите, така да кажем, зачетоци и родоначелници на ова движење и се поопштено присуство на младите во културните институции на градот и Републиката датира негде од пред 10 години, кога од Белградската и Загребската академија за театар, филм, радио и телевизија во Скопје пристигна или се вратија низа наши денеш мощно ангажирани и признаени млади режисери и артисти. Во тоа време некаде исто така датираат и првите почетоци на нетеатарот Кактус, кој подоцна, дел од тие луѓе заедно со друга група младинци го формира, создаде театарот кај Свети Никита Голтар од 70-те години во манастирот Свети Никита. Театар кој за 2 години постигна известна експанзија и стана главна точка во тој културен миг на театарот во Скопје, Републиката, дури во Југославија. Потоа се редеа и низа други аматерски, полуаматерски театарски групи во Виница, Сцена 71. Во тоа време некаде датира и драмското студио Тито Велес во градот работи мощно обстежно, мислам, театарската група при домот на градежните работници театарот Чекори, а исто така последниве години се поголемо присуство, така тоа е главна атракција и на последниот фестивал во Сараево стана театарот на културното друштво Пралипе, театарот на ромите, така познат, кој веќе со официјални признанија е присаден на нашата театарска стварност. Присуството на младите во професионалните институции, во Македонскиот народен театар, например, последниве години се карактеризира со така наречена можеби смена на генерациите, што во операта, а и во балетот последниве години во премиерните представи, а и во поделни настапи забележуваме се повеќе млади солисти, а во балетот дури дојде до смена на комплетниот ансамбл, а и неколку млади луѓе се наметна како солисти. Така да можеме да говориме и да очекуваме дека оваа, така да кажам, млада генерација која доаѓа носи со себе свежина, атрактивно избран и еден особен квалитет, зашто е се потврда наградите кои има добивено, а и исто така школската подготовка која имаат во градот, надвор од тоа и со разни специализации надвор од земјата. Секогаш при вакви средби, при вакви разговори се наметнува прашањето на почетоците. Како да ви кажам, секоја љубов, па и љубовта кон музиката, кон уметноста, започнува постепено, неосетно, така да понатаму прераснува во трајна определба, во работа без која се не може, односно дел од животот. Почнав така недавно, пред едно 5 години, така да денеска започнав фактички во хорот на операта, така да денеска станам солист на операта. Се надевам дека и ќе прераснам како во догледно време и ќе се слушне нешто повеќе за мене. А каков е патот на младите во уметноста? Како тие се пробиваат? Патот се знае. Секогаш треба да се поседува талент, една добра работа, а и ангажиране. Нормално нашето општество пружа шанси на секому и помош секому, доколку си има добра волја и талент.
И љубовта кон уметноста. A ljubav svakako treba da postoji, бидејќи без љубовта се не може. Балетот е уметност на младите. Како вие започнате да се занимавате со овој вид уметност? Со овој вид уметност започнав да се занимавам уште многу одамна, тоа беше пред 10 години. Потик за да се занимавам со овој вид уметност беа моите две постари сестри, а воедно и тоа беше љубов едноставно за игра, затоа што бев дете, а не балетот е, мислам, пред се уметност за младите, а бидејќи е така во детството таа љубов најмногу спонтано се доживува и ме натера да се запишам во балетското училиште. Што мислите, дали е тешко човек да се занимава со овој вид уметност? Па знаете што мислам оти човекот што сака нешто, мислам оти тоа воопшто не е тешко. Само така најсериозно за мене се сваќа љубовта кон балетот, тоа е нешто најубаво. Во секој случај младите ви се една добра публика, но како да се анимираат младите луѓе, што повеќе да има млади кои ќе го сакат балетот? За да имаме што повеќе млади, мислам оти е потребно да тие што почесто доаѓаат во контакт со нас, што почесто да гледат балетски представи и воопшто да се одржуваат што повеќе такви манифестации каде што ќе имаме едно покажување наше пред таа млада публика. Да, тоа беше примерот и на неделата на младите творци. Да, тоа беше прекрасна манифестација и мислам оти е многу важно да што почесто овакви манифестации се одржуваат во нашиот град. Вие сте овогодишен добитник на наградата за млади таленти на млад борец. Што би им препорачале на оние млади кои доаѓаат во балетот? Па јас би им препорачала кога веќе се одредуваат за оваков вид уметност, дека тука се потребни многу сили, многу пожртвуваност, многу лишување од животот, затоа што само така може да се успее. Дали постои единствена стилска определба и заедничка ориентација кај младите ликовни уметници? Денеска не може да се зборува за некаква заедничка стилска ориентација која би била карактеристична за најмладата генерација на ликовни уметници. Напротив, постои широк спектар на можности и индивидуална креативна ликовна определба. Единствена заедничка ориентација со која би се карактеризирала најмладата генерација на ликовни уметници е тоа што преку ликовното творештво допринесуваат во изградбата на похумано социјалистичко живење, похумани и покултурни навики, односно во прикажувањето, објективното прикажување на негативните и позитивните појави кај нас и во светот. Дали е точно дека реализмот доминира во речиси сите дефинирани варијации кај најмладите уметници, ликовни уметници во Македонија? Може да се каже дека фигуративното изразување кај ликовните уметници денеска е многу поексплоатирано отколку абстрактното. Пример ќе дадам со моето творештво. Јас започнав да третирам еден многу конкретен вид на човековото оттуѓување дрогата. Меѓутоа, во последно време се обидувам да најдам една универзалност, една нова димензија во моето ликовно искажување, а со тоа сакам да ги прикажам сите можни негативни, девијантни појави и облици кои ја следат човешката историја. Инспирациите ги црпам од суровиот реализам на човековото битисување. Длабоко сум убеден дека моето творештво содржи, носи во себе хумана идеја. Што мислите, што би можело, уствари, што би требало да се направи да се анимираат младите луѓе, да се развијат тие така наречени ликовни потреби кај нив? Во текот на минатиот месец на филозофскиот факултет
се одржа недела на младите творци. Тоа беше пример каков е одзивот на младите ликовни уметници на такви манифестации. Ваков вид на манифестации овозможуваат блиски и спонтани контакти, кои што Тоа е еден непосреден контакт на младата генерација со ова ликовно творештво, не? Да, затоа што преку тоа се остварува основната цел, комуникацијата. Само јас мислам дека тоа би требало да се прошири и во други видни установи, например во фабрики, школи и така натаму. Сведоци сме на се побрзото созревање, стилско созревање на младите ликовни уметници во Македонија. Тие перманентно трагаат по одредени форми на изразување. Што би можело за нив да кажете? Сестраниот подем на општественото уредување кај нас дава објективни можности и е гаранција за слободното и целосно искажување на творците воопшто. Мислам дека е ова основна причина за брзото творечко созревање на младите творци кај нас. Што би можело да кажете за вашите најверни посетители? Како да ви кажем, со растежот на нашата култура, со растежот на нашата национална култура, со растежот на уметноста, на оперската уметност, на музичката уметност воопшто, израснуваше и една нова публика. Денес не се чувствува само младоста во кадрите, во уметничките кадри, туку младоста се осеќа и во публиката. Бидејќи ние имаме еден друг тип на публика, публика со определен вкус, публика која се малку повеќе е заинтересирана за судбината на уметноста и воопшто и на оперската уметност. Така да можам да речам дека имаме една млада публика, изградена публика, која секогаш е со нас и верна публика. Не постои, мислам, веќе згина терминот на гардеробската публика, односно премиерната публика. Па за посетителите би можел да истакнам дека Македонскиот народен театар во соработки и координација со Естетичката лабораторија при Филозофскиот факултет 75 година го создаде отворениот театарски универзитет, една специфична форма на културно движење, акција која имаше цел да анимира публиката, през студентската публика и школската, а понатаму и публиката од работната средина, затоа што покрај тоа што беа прикажувани представи по фабрички хали на факултетите, студентските домови, болниците и слично, се одеше на тоа да се користи и слободниот интериор како простор за прикажување на представи. Така да младата, така да кажем, новата театарска публика за која се боревме на факултетите, школите и слично, ни покажа дека постои желба, спремност да се вклучат и да ги следат најмодерните тенденции на театарот, а исто така на некој начин и како бумеранг, откако провоцирани се почувствувале во тие простори каде што ние гостуваме со нашите представи, да се враќаат во салонот на Македонскиот народен театар и другите театри во градот. Исто така, низ разни разговори, театарски трибини и слично, ние им овозможуваме да тие стекнат и одредени сознанија за театарската уметност, така да на тој начин градиме квалитетна театарска публика, која може на соодветен начин да ги прими нашите иновации, во поглед на создавање на представи и во поглед на третманот на театарската игра. Исто така сакам да истакнам дека што е многу битно за оваа акција, таа е на принципот на слободното присуство на представите без ограничување на влезот на присатните и без наплатување на влезници, така да со тоа испитуваме и создаваме една заедничка форма на еден модел за социјалистички театар. Со тоа на некој начин ќе се овозможи и една несекојдневна масовност и се присуство на театарската уметност, зашто сме сведоци по резултатите кои ги покажа наделата на младите творци, организирана од повеќе институции од Републичкиот одбор за прослава на Денот на младоста, да во 4 дена на Филозофскиот факултет, каде што беа прикажани низа манифестации со можеби 1000 изведувачи, имавме секојдневно присуство на околу 1500 до 2000 гледачи, додека завршната манифестација на затворањето беше посетена од повеќе од 5000, мислам, млади луѓе, граѓани и слично, затоа што тие представи се отворени за присуство на секој кој изразува желба за тоа. Во сферата пак на општественото ангажирање би сакал да ги истакнам значењето на младинските работни ангажирања, односно учеството на младите на сојузните работни акции,
како место каде што младите доаѓаат до многу нови сознања. Моje лично мислење е дека токму младинските работни ангажирања, сојузните работни акции се она најдена форма во која што младите субјективно се оспособуваат да се вклучат во самоуправниот систем, во делегатскиот систем, во политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување. Работните акции не се само една форма каде што јакне брасот единството на нашите народи и народности, не се само форма каде што преку која што се зголемува и продуктивноста на трудот и каде што младите се борат и даваат еден удел во материјална стабилизација на нашето општество, туку работните акции се и форми каде што младите непосредно се запознаваат со тековините на нашиот општествено-политички систем, бидејќи тука имаат можност за идејно политичко и марксистичко образование, посета на разни курсеви, значи за нивно специјализирање, а исто така и развивање на оној дух на југословенство, дух на самоуправување. Меѓу нас се наоѓа и Чеде Ѓоргевски, секако најсрекниот југословенски младенец во овој момент, бидејќи тој на 25 мај навечер ќе ја предаде штафетата на младоста на другарот Тито. Како ја примивте веста да му ја предадете на другарот Тито оваа штафета на младоста, штафета со најубави и најсрдечни честитки од целиот југословенски народ? Па, предлогот кој го слушнав бе неочекувано, беше тоа, мислам, не верував дека јас можам да бидам предложен, а уште повеќе возбуден бев кога го слушнав дека јас сум тој што ќе му ја предам штафетата на младоста на другарот Тито. Просто бев нем, не знаев, не можев да изустам ниту еден збор кој во тие моменти на радост, тие неискажани чувства што ме обседна во тие моменти. Тоа доверение што ми беше укажано од младите, верувам дека ќе успеам да го докажам на известен начин. А како ја примија веста твоите родители, твоите пријатели, блиски? Моите родители исто така беа пресрекни, се сеќам на тие моменти кога им кажам дека јас сум тој младинец, тие беа пресрекни, беа силно радосни, не се сеќам на нивните зборови, само се сеќам на солзите во тие моменти, не. Моите другари исто така беа среќни, сите ми честита и се радуваа што јас сум тој нивен другар што ќе ја предадам штафетата на младоста на другарот Тито. До сега си учествувал на 5 сојузни работни акции и 5 пати си бил ударник. Што представуваат овие работни акции за тебе? Па, тие младински работни акции за мене представуваат нешто што е неодвојиво за сега од мојот живот, не. Тие младински работни акции почнав да одам уште од 75-та година и од тогаш наваму сум нераздвоен од нив. Па, нивната корист е многу голема. Тоа, мислам, не може да се искаже со зборови, сепак јас можам да кажам колкава е таа добивка со ова што ми е доверено токму мене, тоа да му ја предам штафетата на младоста на другарот Тито, бидејќи тие акции се најмногу заслужни за тоа. На акцијата се развива, покрај дугарството што се развиваат и многу други врски меѓу младите, како што се пријателства, се склучуваат пријателства со многу млади од целата наша земја. Потоа се обучуваат разни курсови, се оди на разни политички предавања, се оди на разни спортски такмичења и многу други работи, мислам, кои што се многу корисни за младиот човек и за неговото образование, ако можем да кажам, за ова наше општество. Дали ќе учествувате на тие работни акции? Да, секако, сигурно и рачунаме негде околу 150-160 младинци од нашата местна заедница, од нашето село да учествуваат. Известен број ќе учествуваат на сојузните работни акции, Шамат Сараево и Ибар Лепенец. Исто така, нашите млади ќе учествуваат и на нашиот водовод кој сега во тек е на изградба во чест на конгресите на ЕСКА и во тек е на изградба кој се смета да почне околу септември. И таа ни е нашата прва и најглавна задача. Моje лично мислење за младата генерација денеска е дека како една општествена групација, мислам, не би постоела дефиниција со која што би ги опфатиле сите млади луѓе. Меѓутоа, секако дека младите денеска, сите овие млади што живеат овдека, што ги гледаме околу нас, се
ги следат сите оние движења што денеска постојат во нашето општество, заинтересирани се за нашиот општествено-политички систем. Затоа ни зборуваат најдобри податоците за учеството на младите во делегациите, како делегати и во делегациите за состав на соборите во општествено-политичките заедници. Јас мислам да иако младите доаѓаат од разни средини, работат во разни средини, творат во разни средини, значи по некој основ се хетерогени, меѓутоа младите се една многу компактна целина, значи се со многу заеднички својства, токму кога се работи за прашањето на југословенството, за прашањето на самоуправувањето. Така да секогаш кога е потребно, почнувајќи од сферата на општонародната одбрана, па завршувајќи до изградбата на нашата држава, на нашата татковина, значи со работните акции, младата генерација јас тврдам дека секогаш ќе биде единствена и ќе настапува единствено, бидејќи ќе се огледала и сите оние светли точки од нашето минато и сето она што го зацрта нашиот самоуправен систем на чело на Сојузот на комунистите и другарите. Па ако би се обиделе да фрлиме еден поглед врз себе, мислам дека младите денес, како и порано, како и било каде во светот, се секаде млади, секаде имаат некои исти особини со тоа што поседуваат, се разбира, обележја кои ги разликуваат од младите на други меридијани или во друго време. Мислам дека ние имаме можност да се искажеме како млади во оваа заедница, но дека треба да се бориме тоа да го оствариме докрај и да се бориме да добиеме повеќе можности за искажување, да покажеме што вредиме и што знаеме. Кои се желбите на денешната млада генерација? Па желбите кои што ги има оваа генерација се многу бројни и воедно разновидни. Меѓутоа, кога би ги погледнале сите нив, како најосновно би можеле да извлечеме дека секој млад човек од оваа генерација се стреми кон некој свој идеал, кон некоја своја посебна желба, а всушност тоа е да го завземе своето место во ова наше општество и со тоа што ќе се вклопи во самоуправувањето и нашите социјалистички односи, да помогне во развитокот на оваа наша земја. Сите млади поаѓаат од своите амбиции, своите стремежи, меѓутоа сите нивни стремежи се темелат на тоа да работат и да живеат, да творат во ова наше општество и со тоа да го изградуваат што повеќе. Оваа генерација не е родена во пламенот на револуцијата за слобода, туку во слободата. Дали во неа постои пламенот за борба? Секако дека постои и токму оној пламен за борба денеска младите може да го искажат преку учеството и јакнењето на самоуправните односи и токму со нивниот жар, со нивниот елан да настапуваат аргументирано и на основа на равноправна борба на мислење, да настапуваат и да ги бараат своите интереси во рамките на општиот општествен интерес на нашето самоуправно социјалистичко општество. Секако сознанието дека во нашата историја, претежно во поблиската историја, носители на сите големи историски пресврати, револуционерни настани во нашето минато, секако дека се учесниците од страна на младинските организации. Таквото сознание дава големи инспирации за сите генерации кои настануваат по војната, па и за денешната генерација која го наоѓа своето место во нашето општество преку разните форми на организирање и воспитување. Пред се, нашите основни организации на младини имаат за цел да ги негуваат придобивките на нашето револуционерно минато како една основна задача и просперитет на нашето општество. Ние младите не можеме и не смееме да бидеме на страна во сите настани кои се случуваат, бидејќи се важни како за целото општество, така и за нас младите кои сме една генерација која има задача да ги негува сите придобивки и да се гордее со улогата и значењето што го има другарот Тито во настаните од светски карактер за мирот во светот. Дали е Тито инспирација на младата генерација? Тито не може да не биде инспирација не само како лик, него сите негови дела, зборови, искажувања
Морат да бидат инспирација на младата генерација кај нас. Како мислиш ќе биде на 25 мај? Па на 25 мај замислам една свечена атмосфера, една атмосфера на насмејани лица, на радосни луѓе кои го очекуваат тој свечен момент на тоа предавање на штафетата на младоста. Просто замислам една атмосфера која што не можам да ја опишам со зборови. Тоа би можел секако да го направам по предавањето на штафетата, не по 25 мај. Тогаш ќе бидам необично среќен и радосен. Не, во мене секако ќе се јави известна доза на трема, ќе настојам таа трема да биде што помала, да тоа предавање биде што поуспешно, не да до некои грешење во тие зборови и така натаму. Но ќе имаш подршка секако во тоа што ќе знаеш дека целиот југословенски народ е со тебе. Па да, секако ќе имам подршка покрај тоа што е целиот југословенски народ со мене, а и покрај тоа што јас од името и на бригадирите на целата наша земја на известен начин предам таа штафета на младоста и што на известен начин и тие, ако може така да се каже, ќе ми држат среќа во тие моменти. Збратимени и непоколебливи со лицата сме свртени кон сонцето. Во срцата наши горделив црвен виор, социјализам, самоуправување, независност, неврзување. Славејќи ги нашите искрени честитки на љубави желби, од година во година, од ден во ден, секој мај, секоја стапка од илјадниците километри на штафетата на младоста, се разлива горделивиот говор на сите наши срца. Ние сме Титови, Тито е наш. И во оваа наша црвена пролет, нека допре до тебе избликот на љубовта наша. Наседи глас, уште долго, долго да не водиш во нови работни победи, сака наш другар Тито. Crvena pesma što nema kraj, crveni srca, crveni pesmi, bez boja zemlje su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, te krma večno slobodarski on. Crveni srca, crveni pesmi, bez boja zemlje su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, te krma večno slobodarski on. Su kosti od heroji krvdani na klokoti nas. Zemlja ta naša jaka zelen zverojno nadmi se reve buntovni odglas. Crveni srca, crveni pesmi, je svoja zemlja su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, je krmat večno slobodarski on. Crveni srca, crveni pesmi, je spoja zemlja su više smo. Crveni srca, crveni pesmi, je krmat večno slobodarski